Супругот на државната секретарка во Министерството за дигитална трансформација Гордана Клинчарова добил 2 тендери во истото министерство во вредност од околу 50.000 евра, што според опозицијската СДСМ отвара сериозни прашања за можен конфликт на интереси. Фирмата што ги добила договорите претходно била дел и од проектот Скопје 2014, а финансиски ја поддржувала и општината Аеродром токму во периодот кога Клинчарова била раководител за финансии. Опозицијската СДСМ го нарече случајот класичен пример за непотизам и побара ДКСК итно да отвори истрага за како што велат спорните тендери. Само од овие 2 тендери преку Министерството на Андоновски околу 50.000 евра завршиле кај фирмата на сопругот на Клинчарова, која е државен секретар во истото министерство. Ете каде завршуваат парите на граѓаните, во семејните фирми на функционерите на ДПМН. Министерот за дигитална трансформација ги отфрла обвинувањата. На тендерот учествувала само една фирма, токму она на сопругот на Клинчарова, но ги исполнила сите законски услови, а Министерството заштедило од 10 до 45% по производ. СДСМ манипулира со бројките, вели Андоновски. Државниот секретар нема никаков допир со јавните набавки, а тој ниту бил вклучен во изборот на компанијата, а ниту постои законска основа за проверка на контактите на 150 вработени во Министерството со приватни фирми. Кога ќе дојде постапка на подписка и министерот, вие проверувате законитоста на постапката. Кога од комисијата кажуваат дека има еден пријавен на соодветната јавна набавка и дека ги исполнува сите услови, ваша задача е да ја подпишете јавната набавка. До подписот јас не знаев дека постои ваква фирма, но заради презимето истражив и бев ставен во една ситуација да, доколку ја поништам постапката, го ставам Министерството на трошок да се спроведуваат против нас судски постапки, кои што биле пракса во минатото и да плаќаме пенали, затоа што фирмата, ќе повторам, ги исполнила сите законски услови. И нема ниту една законска пречка зашто таква фирма не треба да учествува на јавна набавка. Андоновски ги повика и ДКСК и обвинителството доколку сметаат дека наводите за тендерите се спорни да ги истражат, а тие како министерство ќе ги достават сите документи. Тамара Дичевска, Сител телевизија.